Премиерот Христијан Мицковски е со став дека настанот од 27 април, а подоцна и судската постапка е монтиран тажен процес и за државата и за обвинетите во него. Па јас сум кажал дека тоа станува збор за политички монтиран случај од страна на претходната влада, случај во кој што според мене невини луѓе беа прогласени за терористи, невини за терористи, но тие направија одреден престап и требаше за тој престап за кој што реално го направија да одговараат. Но за жал тие одговараа за тероризам, нешто што навистина беше невидено во тој момент. Мицковски во тој контекст посочува: самите и обвинители и судии сведочат за фингирани процеси, за уценети и обвинители и судии, за политички наредби како да се суди, зошто да се суди. Луѓе беа ослободувани од притвори за уши влечени да доаѓаат во парламент да гласаат за уставни измени, така што ово е еден, би рекол, тажен процес. Во случајов вклучни се две работи. Првиот одговор е како Катица Јанева повторно ги задолжи обвинителите од така нареченото специјално јавно обвинителство да вршат терор врз македонските граѓани и одредени политичари. И вториот случај е да се дознае правата вистина за 27 април. Се останато е во рамките на правосудните органи. Од друга страна, за СДСМ истиот датум е еден од најцрните во македонската демократија. 27 април е тежок, крвав потсетник, колку лесно една криминална, недемократска власт може да ја втурне државата во провалија. 9 години од крвавиот 27 април, најцрниот ден во историјата на македонската демократија. Тоа беше организиран обид за државен удар во режија на ВМРО и Никола Груевски. Во собранието влегоа насилници со јасна намера да убијат пратеници, да повредат новинари и вработени во собранието, да го урнат уставниот поредок. СДСМ ќе помине лошо ако го напушти парламентот или не учествува на избори, смета премиерот Христијан Мицковски, коментирајќи ги најавите од партијата и на поедини пратеници од неа. Тие доаѓаат по владината иницијатива техничката влада која се практикува пред изборите да биде примената уште на следните избори, а потоа да биде укината. Еве на следните избори ќе има техничка влада. Тоа е предлогот на нашиот предлог и тие ќе победат. И веќе следните избори по нив, кога ние ќе бидеме опозиција, за нас ќе важи. Сега почесно од овој пристап нема, јас мислам, нели? Тоа е од тоа кој што ние го предлагаме, инаку од тоа што го слушаме и очекуваме од нив да го напуштат и парламентот, еден нивен пратеник тоа го кажа, може би да ги бойкотираат и следните парламентарни избори за да ова раководство на СДСМ остане и продолжи да биде раководство, но тоа е нивен избор. Јас ако некој одлучил да се маргинализира од политичката сцена, јас не можам тука да го спречам. Ние како власт можеме и како влада да ги подучиме дека еднашка ВМРО ДПМН во 94-та бойкотираше, лошо помина. Но со тоа што лошо помина ВМРО, помина и лошо Македонија, бидејќи тогаш по мене се случи главниот удар врз правосудниот систем во Македонија, кога стотици суди во еден ден практично беа избрани во македонскиот парламент, кога една политичка опција имаше мнозинство и до ден денеска трае тој избор. Оваа влада на чело со Христијан Мицковски не е реформска, туку е ретроградна, а државата не оди напред. Граѓаните се посиромашни, а младите преку бугарски пасоши иднината ја бараат во други држави. Констатираат денеска од Социјалдемократскиот сојуз преку соопштение до јавноста и пресконференција. ВМРО-ОКГ одбива да го усвои предлог законот со кој се забранува двојно државјанство за пратеници, членови на влада и представници на извршната власт и тоа да важи веднаш. Зошто? Затоа што половина од нив веќе имаат бугарски пасоши. Нивниот нов пристап кон ЕУ е едноставен. Земи бугарски пасош за неблиските и ете ти Европа. Црна Гора е следна во процесот на европски интеграции. Албанија следна на листата за 2030 година. Македонија никој повеќе не ја ни споменува. Од Македонија прават слепо црево на Балканот и црна точка на Европа. Затоа младите гледаат само како да побегнат од земјава. После ова ненародна власт, во Македонија може да не остане никој. Од друга страна, премиерот Христијан Мицковски аргументира. Денеска имаме пензионери кои што како никогаш досега добија линеарно зголемување на пензијата. Денеска имаме млади кои што во рака имаат електронски уред од кој што 250 евра како никогаш досега субвенционираше владата.
се реконструираат студентските домови кои што тие ги оставија полни со шут и со градежен материјал, непипнати 7 години. Еден од нив очекувам оваа година да биде пуштен во функција со зголемени средства за топол облак, со зголемени стипендии. Земјоделците, тие најдоа да зборуваат за земјоделците, па 30% имаат повисок рок сега, затоа што ако ништо друго, оваа влада обезбедува редовно снабдување со вода, тоа што тие не беа способни да го направат, а да не зборувам за платите кои што ги оставија неисплатени во национални шуми и во АД водостопанство на Македонија. За најмалку 2 денари од ноќеска паѓа цената на дизелот, потврди премиерот Христијан Мицкоски, објаснувајќи ја новата состојба со горивата. Според нашите калкулации, јас очекувам дека денеска повторно дизелот ќе поевтини, отприлика за 2 до 2,5 денари, бидејќи минатата недела просекот беше таков на плац во ФОП Италија, што за нас представува репер берза. Очекува мало зголемување на бензините, но тука веќе ДДВ-то ни е 10%. И оваа недела останува на 10%. Кон крајот на неделата ќе ги правиме математиките, ќе носиме одлуки како понатаму. Сите напори на владата се стабилност на економијата, во која речиси нема сегмент каде горивата не се присутни. Апсолутно, како влада во овие 2 месеци се бориме жилово и успеавме да не дозволиме како многу пати во минатото да бидеме на дното, туку напротив да бидеме на врвот според процентот на мерки од нашиот бруто домашен производ, а од друга страна да немаме ценовни шокови и инфлации со двоцифрен број проценти, како што тоа впрочем беше во 2022 година, а имајќи предвид дека ова енергетска криза е поголема од сите 3 претходни енергетски кризи, таа 2022 и тие од 70-тите години заедно. Мислам дека како влада, која што 2 години жилово се бори да ги исправи грешките правени со децени, успеавме во при еден конструктивен, офанзивен пристап да задржиме ценовна стабилност. Во цената на горивата удел има и Окта, која за 3 денари го намали секој литар. Договорот со оваа компанија има важност до крајот на април, а дали ќе продолжи во мај ќе се разговара. За Окта ќе разговараме оваа недела, се уште не сме ја отвориле темата, но ќе разговараме оваа недела, ќе разговараме со Министерката за енергетика и се разбира во рамките на можностите ќе направиме се за да продолжи тој попуст. Малопродажната цена на дизелот од ноќеска на полноќ се намалува за 2,5 денари за литар, а на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 се зголемуваат за 2 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 1 денар за литар, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Па така, од ноќеска на полноќ, максималните цени на нефтените деривати ќе изнесуваат. За моторен бензин Евросупер БС 95 82,5 денари за литар. Моторен бензин Евросупер БС 98 84,5 денари за литар. Дизелот ќе се продава за 91,5 денари за литар, а екстра лесното масло за горење за 96 денари за литар. Градот Лежа во Албанија беше потресен од невидено злосторство во која беа убиени 39 годишниот кршник Мујеци и неговата сопруга, 32 годишната Гентјана, родители на 4 деца. Повеќе од 30 крушуми биле испукани од заседа кон автомобилот во кој патувал парот. Кршник Мујеци бил познат на полицијата бидејќи бил уапсен во 2017 година заедно со неговиот брат Лин Мујеци под сомнение дека се сторители на убиство на Генц Михалај, кој бил ликвидиран во 2016 година. Сторителите се во бегство и полицијата трага по нив, објави албанските медиуми. Според неофицијални информации се сомнева дека мотивот за ова кривично дело е крвна одмазда. Рокот што Уставниот суд во Приштина му го одреди на собранието за избор на председател на државата истекува утре и во моментов нема договор меѓу партиите за тоа прашање. Движењето Самоопределување има најмногу пратеници во собранието на Косово, но не доволно за самостојно да избере председател. Демократската партија на Косово, втората партија по број на пратеници, и Демократската лига на Косово ја одбија понудата на Самоопределување да номинираат 3 непартиски кандидати за председател.
Во романското село Совеја голем пожар зафати населено место и принуди околу 300 жители на итна евакуација, при што 32 куќи се целосно уништени. Пожарот избувнал во утринските часови и најверојатно започнал од запален оджак на куќа на постара жителка. Во услови на силен ветер огнот за кратко време се проширил и прераснал во голема катастрофа. Иако материјалната штета е значителна, засега нема информации за загинати или тешко повредени лица. Евакуираните жители се привремено сместени во локални пансиони и во објекти на спасувачките служби, додека најранливите категории, меѓу кои постари лица и деца, се згрижени кај роднини и соседи. Црна Гора започнува со изградба на нов транзитен прифатен центар за мигранти и баратели на азил во близина на граничниот премин Божеј на границата со Албанија. За потребите на овој проект планирано е уривање на дел од постојната караула, а целиот зафат ќе чини околу 1,4 милиони евра. Новиот објект има капацитет за згрижување до 200 лица. На оваа локација веќе функционира центар за прифат на странци кои бараат меѓународна заштита, кој моментално може да прими 60 лица. Овој постоечки центар беше отворен во летото 2020 како резултат на соработката меѓу црногорската влада и Европската унија. Стабилноста на денарот ја одржува Народната банка и координираноста со Министерството за финансии, смета Лјупчо Трпески, финансиски експерт и некогашен гувернер на Народната банка на Република Македонија. Стабилноста ја држи конзервативната монетарна политика во најпозитивна смисла на зборот, што ја води целиот овој период Народната банка и усогласеноста со Министерството за финансии. Колку сегашната светска економска криза ќе му го искомплицира здравието на денарот? Здравието на денарот не може да го наруши, меѓутоа ќе има последици врз економијата, а со тоа како што ќе слабее, бидејќи ние сме врзани со еврото, како што ќе слабее еврото, така ќе слабее и денарот. Дали само националните економски движења се доволни за стабилност на националната валута? Стабилноста на денарот најголемиот фактор е конзервативна монетарна политика и можам да посведочам примерот 2001 година која беше војната. Од буџетски суфицит заради војната дојдовме до 12% од општествениот производ буџетски дефицит. Тогаш монетарната политика со остра рестриктивна политика успеа да одржи стабилноста. Заменик министерот за финансии Николче Јанкуловски тврди дека ваквата монетарна политика продолжува и понатаму. Она што како Министерство за финансии сме длабоко посветени е во намалување на сивата економија, во квалитетно управување со јавните финансии. За банкарите и академската фела за овие над 3 децении денарот ги издржа сите монетарни искушенија. И со оваа монетарна стратегија македонскиот денар ги помина сите тестови на екстерни шокови, кризи, внатрешни, надворешни. Чести задоволство ми е што денес се случува петиот поред Ден на денарот, кој што се организира од страна на Економскиот факултет катедра за финансии. И задоволство ми е што оваа институција го означува Денот на денарот како еден од побитните настани во современата македонска историја. Грант во висина од 500.000 евра добиваат земјоделскиот факултет на УГД Штип и средното училиште Кочо Рацин во Свети Николе. Парите се наменски, а ќе бидат искористени во рамки на проектот Паметна обука во преработката на производи од млеко и месо. Во проектот се вклучени 6 предпријатија. Промоцијата беше одржана денес, а грантот е овозможен од страна на регионалниот фонд за предизвици, организиран во соработка со Стопанската комора. Истиот е дел од активностите во рамки на одржлива конкурентност на бизнисите од Западен Балкан на патот кон единствениот пазар на Европската унија. Ова е од исклучително значење. Повеќе пати сме го потенцирале. Врската меѓу образованието и стопанството придонесува за подобра економија, што значи подобар живот на сите граѓани во оваа земја. Постојано потенцираме дека сме посветени на дуалното образование, кое е центар на нашето внимание и кое дава одлични резултати. Па така, од околу 20.000 места за средно образование, 17.000 се посветени на дуалното образование. Изјави министерката за образование и наука Весна Јаневска. Во 4 отворени повици, регионалниот фонд за предизвици поддржува вкупно 17 проекти со 91 партнер предпријатие во Македонија во износ од 7,63 милиони евра.
Од 15 до 17 мај Штип повторно ќе мириса на врвна улична храна. По успешната премиера лани, Стрит фуд фестивал се враќа со амбиција да прерасне во традиционален настан. Пред се би сакал да искористам оваа прилика да искажам и благодарност до општината и градоначалникот за укажаната доверба во втор да се одржи овој фестивал тука, односно пред се тоа беше идејата на самиот почеток да прерасне во еден вид традиција. Оно што е интересно на овој фестивал, доаѓаме со комплетно нови вендори за храна, значи сето оно што има прилика Штипени лани да го вкусат и пробаат, ќе имаат прилика да пробаат нешто сега сосема ново. Ќе имаме околу 10 вендори за храна, што не е мала бројка, верувајте, и во нашата организација се движат негде од 10 до 15, во зависност од самите градови. Секако онај што Миро го напомена, ќе ги опфатиме сите светски кујни, почнувајќи од мексиканската, американската, француската, италијанската, македонската и така натаму. Дел од учесниците доаѓаат и од други градови низ државата, што гарантира уште побогато гастрономско искуство. Покрај храната, фестивалот нуди и богата музичка програма. Околу музичката програма, исто така гледавме да ги опфатиме и да задоволиме сите вкусови. Инаку фестивалот ќе започне во петок во 17 часот, се до полноќ. На отварањето ќе го отворат познатите диџеи Гоце и Чваре. Сабота како ден ќе отвориме порано, негде околу 12 часот напладне и ќе трае се до полноќ, со други зборови скоро целодневна програма. Во тој ден музичката програма ќе ја пополнат еден локален диџеј, а вечерта доаѓаат бендот South Park. Додека за недела, исто така еден од најпознатите скопски диџеи ќе биде Александар Јорданов, би требало негде да го затвори фестивалот околу 18 часот. Изградбата на црквата Свети Димитрий во село Таринци напредува и во моментов се работи на бетонирање на кровот, односно куполите. Моментално црквата Свети Димитрий е во фаза на кровната конструкција, привршување на кровната конструкција. Има уште една фаза за целосно завршување на кровната конструкција. Благодарејќи на Бога и на совесни граѓани и фирми, очекуваме во најкраток можен рок црквата да биде ставена во функција и да си го користи местното население. Црквата има голема важност не само за жителите од Таринци, туку и за целата општина, напоменува градоначалникот Виктор Паунов. Важно е исто така за нас поради нашите верски потреби. Село Таринци е чисто христијанско населено место, кое што жителите, некаде околу 900 жители, да имаат каде да ги обавуваат своите верски потреби во своето населено место. До финалниот дел од работата има уште многу, што значи дека пари и понатаму се потребни. Апелираме и понатака колку има совесни граѓани, газди, домакини на оваа држава кој може да помогне да изградиме. Жителите на селото изградбата на црквата ја следат секојдневно и го чекаат моментот кога ќе влезат во новиот храм. Најубав. Требаше, ние стара црква имаме, сега вако ќе се направи ваќе. Супер за нас народот. За мене ептен најдобро, мислам, немаше збор. Например, тоа е убава работа, например, за Новата црква Свети Димитрий се гради во непосредна близина на старата и се уште актуелна црква, која на ова место е од секогаш и е посетена од граѓаните од околните места. Нова слика од нормално на Кочанските улици е доставено до телевизија Стар од нејзини гледачи. Возилата уредно се паркираат на тротоарите, а пешаците или во овој случај граѓани со количка за бебе мора да се движат по патот. Дали ова смисла? Одговорот е повеќе од очигледен. Станува збор за необична преработка на стар модел на Ford Festiva, кој е трансформиран до таа мера што изгледа речиси нереално. Овој модел всушност е ребрендирана верзија на Mazda 121, а под лиценца го произведувала и Kia под името Pride.
Возилото е толку тесно што според тврдењата на авторот е дури и потесно од стандардна количка од супермаркет. Овој необичен проект брзо стана вирален, предизвикувајќи воодушевување, но и неверување. Автомобилот ги задржал основните функции, па може да се движи, да се управува и може да учествува во сообраќајот, иако повеќе служи како демонстрација на креативност отколку како секојдневно превозно средство. Утре времето претежно сончево со температури до 23 степен. Ветрот ќе дува со брзина од околу 11 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 50%. Температурите по градови се следните: Штип 22 степени, Карвинци 23, Пробиштип 20, Чешиново Облешево 22, Кочани 23 степени. Температурата во Веница, Македонска Каменица и Делчево до 21 степен. Во Пехчево и Берово максимално 18. Православните верници утре се исполнуваат за светите апостоли Аристарх, Пут и Трофим. Католиците на Петар Шанел.